Autizmot не е баук, се повеќе го има околу нас. Иако бројот на регистрирани лица со аутизам не е голем, сепак официјалните статистики говорат дека на секој 100 новородени едно е со аутизам. Првите знаци кај децата со аутизам се јавуваат кон крајот на втората година. Децата не реагираат од страна на довикување од нивните родители, не реагираат со контактот со очите. Тоа представува изолација од нивна страна, не реагираат со надворешната средина. Говорот и гласот кој го имаат добиено во текот на првата и втората година, некои зборови што ги кажуваат, ги губат. Аутизмот е состојба која бара континуирана поддршка и едукација. Ваквите лица можат да бидат самостојни, но само со правилна и навремена помош. Никој пат не е доста во работата со децата со аутизам и од реквизитите кои што ни се потребни за работа со нив. Се трудиме на било кој начин, ние сами, да помогнеме во работата и напредувањето на овие деца. Штип е еден од неколкуте градови во државата каде функционира дневен центар за деца со аутизам. Во моментов таму се сместени 6 дечиња. Неодамна центарот доби нагледни средства за едукација, а денес и опрема за рекреација, подарок од општината. Лично сум убеден дека секој што е различен од очекуваниот просек во средината и околината во која што живее треба да биде одлично прифатен, целосно интегриран во секојдневието. Изолирањето на лицата со аутизам во посебни места, локации и центри не е решение за никој. Лицата со аутизам треба да бидат дел од општеството и од општественото секојдневие и со нив да го споделуваме секој сегмент од нашето живење. Сепак она што според родителите на овие деца им е итно потребно е изградба на рехабилитационен центар и за лица со посебни потреби кои се постари од 18 години, но и соодветно згрижување по смртта на родителите.